заем не е за развој на Македонија, туку е за одржување на предизборниот контекст на локалните избори до година. Значи, тоа е намената на парите. Парите веќе беа пред некој ден подпишани дека ќе се даваат на општините за никакви си инфраструктурни проекти. И тоа нас треба да ни изгледа како нешто што е разумно и како дека владата се грижи за граѓаните преку локалната самоуправа. Не е така. Е неискрено, бидејќи да сакаше владата да се грижи за граѓаните преку влијање преку локалната самоуправа, она што треба да го направи, тоа е системска реформа, да го зголеми капацитетот они самите да си наоѓаат пари. Тоа е децентрализација. Општините самите се способни и кадровски и со ресурси и со све да си они самите земат кредити или си издаваат обврзници и така натаму. А вака фактички зборуваме за централизирање на децентрализираната власт. Сега они сите чекаат владата да се задлоши. И гледате колку имаме ние сега префрлање од едни на други, бидејќи централниот буџет го полнат сите граѓани. А сега ние ќе плаќаме за проектите во некои општини што се општински интереси, не на државата. Тоа што е децентрализирано треба да се го прави секоја општина за себе. Така што ова е само во предизборие и никаква контекст нема на развој, нити за грижа за граѓаните, туку еве предизборно. Другиот дел од парите, оној дел од каде се позајмени парите и дали се поевтини условите, тоа е исто така едно интересно прашање, зашто се земавме ние пари од овој изворот кој што земавме. Не е точно дека парите не се кинески. Кинезите, рече Орбан, не даваат пари да се трошат парите, ние ги дали Унгарија да ги троши зашто сака. А Европска унија ги дала да ги троши зашто сака? Па условите под кои Европска унија ги дава парите се многу поригорозни од кинеските. Таму нема некои услови зашто се дадени парите на Унгарија? Дали она може туку така да ги даде на било кого па еве на Македонија? Тоа прашање нити се постави, нити се одговори. Меѓутоа, тука лежи суштината. Второ, во економијата, ајде да не се лажеме. Ако Унгарија нема пари и позајмува пари, па после она му дава заем на некој друг, тоа е исто како првиот да му дал на него пари. Исто тоа. Така што потеклото на парите мене не ми е јасно, а концесиите што ќе ги даде на Македонија, зашто Унгарија не ги даде пари, зашто не сака нас, или затоа што тој премиер го сака нашиот премиер. Не. Љубов во економија нема, во меѓународна економија и меѓународни економски односи многу помалци или воопшто. Така што тука има дадени некои концесии ветени. Кои се ќе ги видиме? И кога ќе ги видиме, ќе можеме да збориме дали кредитот е стварно поевтин, со подобри услови, отколку да си отидовме да се земеме кредит со евроврзица или од Светска банка и таков некој меѓународен финансиер. Ние одговорот на прашањето го немаме. Сега за сега. Дали е овој поевтин кредит? Така што тоа да го оставиме да, кој ќе ги видиме сите елементи, да видиме дали е стварно поевтин.